Само 3 дена пред да се открие дека гостиварци пиеле вода со фекалии, од Институтот за јавно здравје Гостивар доставиле извештај до Агенцијата за храна и ветеринарство дека водата е безбедна да се користи. Директорот на агенцијата Миланов објасни дека согласно договорот кој го имаат направено со институтот, мостри од водата се земаат еднаш месечно од 8 различни локации, а последниот извештај кој го добиле од институтот покажал дека водата е исправна за пиење. Претходно истрагата на обвинителството утврди дека во водоводната мрежа диви пумпи вбризгувале вода со фекалии во период од 25 јуни до 16 јули. Последниот пат ние што имаме како Агенција за храна и ветеринарство добиено резултат од Центарот за јавно здравје Гостивар 13 јули и водата била безбедна. Во меѓувреме гостиварци не смеа да ја користат водата ниту за пиење, ниту за подготвување храна, а забраната ќе остане во сила се додека анализите не потврдат дека истата е безбедна за користење. Миланов очекува во најбрз временски рок градот повторно да добие техничка и вода за пиење, а во меѓувреме надлежните со засилени инспекциски контроли ќе ги казнуваат сите оператори за храна, како што се ресторани и кафуниња кои ќе користат вода од водоводниот систем на Гостивар. Ова важи и за болниците, домовите и јавните установи. Треба да бидат обезбедени посебна вода која што ќе може да се, а технички е безбедна, во однос на приготвување на храна, во однос на кафилериите, каде што, можеби и кафе се служи и чај. Во кујните исто така треба да бидат обезбедени без разлика дали станува збор за болници или за јавни установи, секаде водата треба да биде обезбедена, но не оваа вода која што се користи од јавното комунално претпријатие од Гостивар. Од Инспекторатот за животна средина пак велат дека до нив не стигнало барање за поставување на пумпите од комуналното претпријатие Гостивар и дека тие биле поставени незаконски. Дивиот приклучок на отпадната вода воопшто не е во склопот на дозволата. Станува збор на слободна проценка од 800 до 900 метри надвор од последната точка од дозволата. Министерот за животна средина Хоџа повика истрагата да ги лоцира одговорните и истите да одговараат. Тој информираше дека проектот за филтер станицата во рамки на изворот Вруток бил завршен уште во 2014 година. По завршувањето на проектот бил изготвен и записник за примопредавање и системот бил предаден на стопанисување на локалното комунално претпријатие.